Јас имав ставено розови очила. За мене се што ќе кажеше тој беше заповед, неговиот збор беше заповед. Бев толку многу заљубена во него, што буквално ништо не гледав друго што се случува со мене, односно неговиот однос према мене. Постои момент кога гласот едва и се слуша. Не затоа што нема што да каже, туку затоа што предолго бил замолчуван. Во таа тишина има еден единствен момент што одлучува се. Тоа е момент исполнет со страв и неизвестност. Момент што дели живот од пекол. Момент кога системот по втор пат те онемува. Тоа е моментот кога тишината се претвора во глас. Глас кој мора да се чуе за да преживее. Ме одвлечка по скалите, ме спушти долу на ламинатот. Со едно железо ми кладе кај вратот, а со другото му удираше по главата. 4 часа не ме пушташе. Сето тоа се слушуваше пред моите деца. Чекав малце се смират. И после ме отидов во полиција. Таму ме праша како сум се уште жива. Бев однесена во болница со брза помош. Таму бев шијана во главата на 4 места. После болница се вратив дома. Тој таму беше со мајка му и се однесуваше како ништо да не се случило. Реши да прави втора крштевка на детето. Јас го замолив да не пие тој ден, но тој уште од сабајле почна и толку многу испи што не знаеше за себе. Почна и сите да ги омаловажува, а детево ми гори од температура и станавме и мораше да одиме дома. Го замолив, му реков, јас ќе возам, те молам, ти само седи до детево за да стигнеме каде што треба. Му сметаше плачот на детето и на крај фати и почна да го дави. Веќе толку многу му сметаше плачот. Таа слика никогаш нема да ја заборавам. Не знам ни точно што правев, но знам дека го гризав по рацете за да го пушти. Застанавме на едно место и таму имаше некој обезбедување и јас ги викнав. Ги замолев да го изфрлат од кола, да го изнесат, за да можам да си отидам со детето. После овој инцидент го ставив крајот, но немав поддршка од никој, ни од мојта. Кога жртвите ќе дојдат во нашиот центар, моето искуство е дека генерално се преполни со емоции како последица на сите тие години уназад на насилство кој што го трпеле и главно се полни со страв пред се, со гнев, лутина, тага во голема мера. Најважно во тој прв момент е да создадеме една безбедна средина. Безбедна средина каде што ќе може да го каже она што и се случува, да ги изфилтрира сите негативни чувства кои што ги потиснувала низ годините. Првите контакти се секогаш посветени на тоа да жртвата искажи се она што чувствува во неа, да извади се од себе, да извентилира и најчесто се тие средби кога ние слушаме, поддржуваме, се придружуваме кон жртвата, покажуваме емпатија. Dëshiroj që të gjithë njerëzit ta dinë se gratë që kanë përjetuar dhunën nuk janë të dobta. Ato përkundrazi ato janë tepër të forta dhe misioni ynë është që të jemi gjithmonë aty kur ata kanë nevojë. Често пати се поставува прашањето зошто жртвите долго време молчат или зошто се неми. Би рекла заради тоа што чисто системот е глув за потребите на овие жени. Имаме низа недоследности и низа неистрајности во процесите на жртви на семејно и родово базирано насилство. Постојат неколку случаи кои што ние ги водиме, сме покрај жените, меѓутоа пријавено е на почетокот на годината, меѓутоа се уште нема пресуда и жртвата се уште се чувствува небезбедно, се чувствува несигурно да се движи низ градот. Системот, и кога постои, не секогаш успева да те заштити. Често е воден од процедури и рокови, наместо од реалните животи и потреби. Така се создаваат празнини кои му даваат време и моќ на насилството. Се чувствував заборавено и запоставено од сите страни. И веќе ви кажам, одлучив дури да ставам крај на мојот живот. Буквално се смислив, се сум средила, знаев и кога ќе се случи, кој ден ќе се случи, како ќе се случи.
Го пријавив во социјално и во полиција. Бевме еден месец сместени во Скопје, но потоа не вратија бидејќи немаше место. Барав помош за да ме спасат, за да не ме вратат кај него, но ми викаа дека нема место и дека нема такви установи. Со 3 деца требаше да се вратам кај него. 2 девојчина и помалиот син. Големиот син остана со таткото. Тој тргна по неговите постапки, моментално е во домот сместен во Тетово и таму е веќе 4,5 години. Причините секогаш беа смешни. Зошто сум зборувала на телефон? Постојано ми измислуваше дека сум имала други, дека сум се слушала, дури ме имаше тепано и пред моите. Меѓутоа, тоа за нив не беше ништо, туку по-страшно беше што ќе кажат комшиите. Се преселивме да живееме во едно собиче. Таму решив да го пријавам, да одам до крај буквално овој пат, но и тогаш мајка ми рече дај му уште една шанса. Јас бремена, во една соба живеевме, услови никакви. Се пораѓам буквално гола и боса. На себе немам ни гаќи, ни градник, ни влечки. Денеска е срамота да се немаат некои основни работи, нели? Се породив, го земавме детето и сега повторно почнаа истите проблеми, но сега овој пат пред детето. Дојдоја, го задоја. Беше однесен во Демир Хисар. По одредено време се врати и пак продолжи истото. Бегав по улици, спиев пред полиција, пред социјалното, заедно со децата. Машкото дете, кое сега е сместено во домот во Тетово, исто има претрпено многу големо насилство и има многу ќотоки заден од него. Сегаш се мешав помеѓу нив кога се случуваше тоа, го бранев. Еднаш од толку јак удар, дури детето изгуби свест. Кога се смешав да го одбранам, тој ме турна мене, паднав, го повредив коленото, завршив исто на болница и се уште имам последици и не можам да газам. Мојата 12 годишна ќерка личи на мене. Тој во неа ме гледа мене. Затоа ја малтретира, ја тепа и вика дека кога ќе порасни, ќе биде како мене. За мене најтешко е кога прв пат ќе дојде жртва и кога ќе слушнам незината приказна и кога одблиску ќе ги видам сите последици кои што ги оставило насилството. Кога ќе видам како влијаела на неа, целото насилство влијаело на неа како личност, колку влијаело на незината самодоверба, на незината како таа ни сите овие години на трпење на насилство се изгубила за себе си, некако своите потреби ги ставила негде назад, изгубила можеби професија, изгубила пријатели, изгубила семејство и сето тоа кога ќе го видам, ќе го почувствувам кај една жена, исклучително многу ми паѓа тешко. И особено ми паѓа тешко кога ќе видам последиците кај децата. Ако во семејството има деца, тие неминовно се многу секако вклучени во, иако можеби не е директно кон нив насилството, меѓутоа знаат да бидат исклучително многу повредени и тие на ниво на емоции. Динамиката на насилството е многу специфична. Специфично од тој поглед што многу е тешко на напуштањето на самата насилна средина. Колку подолго децата биле изложени на самото насилство, туку се поголеми шансите истите да искреираат или профил на сторител или профил на жртва. Со напуштањето на насилната средина направен е првиот најхрабар чекор и првата битка е добиена. Но тоа е само почеток на борба што може да трае многу долго. Борба за истрајност, за финансиска независност, за дом и достоинство. Без индивидуалниот пристап на кој се темели работата на женските центри за поддршка, реинтеграцијата станува уште една пречка, наместо нов почеток. Кога отидов во социјалното, ми рекоа колку време ти зборевме да го направиш тоа, како успеа да се оттргнеш по 19 години. Наташа ми даваше поддршката, ме учеше и ме советуваше. Нашата корисничка доби поширок спектар на услуги од наша страна. Најпрвин, кога беше најризична ситуацијата, физички ја сместивме во еден од приватните хотели во Битола неколку дена за да може да се тргне од насилникот, бидејќи немаше каде да оди, немаше сместување. Потоа во однос на правна услуга,
доби помош од нашата адвокатка кога беше време да си ги земи децата назад и помогна да ги напишат сите тие барања, формулари кои што се потребни во институционално. Исто така користеше и психолошка помош и поддршка низ целиот овој процес. Сме покрај неа, доаѓа на сесии и секако голем број на насоки, упатувања, советувања до институции, укажување кои се незините права и исто така со помош во соработка со други здруженија обезбедивме доста хуманитарна акција направивме и обезбедивме храна, облека и хигиенски производи. Исто така успеавме совериме и финансиски средства за да ја помогнеме во однос на киријата за 2 месеци. Со пријавувањето на насилството, постапувањата отпочнуваат. Затоа е потребно многу поголема помош и поддршка во процесот на самото пријавување на насилството и се она што ќе се случува по пријавата. Кај дел од жртвите можам да кажам дека и семејството тука има некој кој што ќе ја разбери, ќе ја прифати, ќе ја помогне, меѓутоа за жал има дел од можеби 20-30% кои што навистина немаат никој. Преку женскиот интервентен фонд се обезбедува домување за жените жртви на семејно и родово базирано насилство. Поради тоа што немаме државна услуга, немаме системска помош и поддршка за домување, а при тоа жените жртви на семејно и родово базирано насилство најчесто кога напуштаат насилната средина, тие воедно го напуштаат својот дом. Генерално најпрво правиме индивидуален план за жената, гледаме кои се најдоминантни, најризични потреби, она што најпрво треба да се превземи. Целиот тој концепт на широко опфаќање на сите потреби кои што се нотирани кај една жртва на насилство, тоа е многу различно од она што можеби би го добила една жртва во некоја друга институција или државна институција и така. Женскиот интервентен фонд е насомнено потребен заради тоа што ги покрива акутните потреби на жените. Жените не можат едноставно да чекаат одобрување на нивните барања, например ќе кажам еднократна парична помош која што постои во Законот за социјална заштита, меѓутоа нивните потреби се тековни и се акутни. Ти не може да чекаат определен временски период за остварување на нивните права. Преку овој фонд се возможува покривање и реализирање на нивните тековни потреби. На 28. Богородица бевме кај неговите и мојот сопруг се замислил дека имам дечко и ме омаловажуваше пред сите, ми зборуваше, ме навредуваше, а јас се обидов од едно уво да влезе, од друго да излезе. Вечерта беше излесен и кога се врати ми го зема телефонот и ми рече сега јас се ти откријам. Јас му реков, ако, окей, еве ќе ти отклучам, ќе гледаме двајцата заедно. Зема една дебела книга и ме удираше кај ќе стигне. Ме заклучи во купатило, да немам каде да избегам. И јас во огледало се гледам и не можам да се препознам. Физички ми беше променет ликот. Детето не се сведочеше. Замислете која е таа траума да и еве сега не зборува, да го носам по дефектолози. Дојдоа и моите и пред нив ме раскрвавува по нос и по уста. И тука брат ми му рипна. И да не се случеше ова, јас немаше да одлучам да ставам крај. На ChatGPT ја најдов мрежата и од прво мислев дека тоа е само формалност, бидејќи тоа ми се случуваше и со полицијата истото, но се јавив и од таму социјалната работничка ме упати и ми кажа дека имам сместување. Од тогаш сме таму. Најдов работа што е многу поплатена и многу поубава. Многу ми е поубаво кога сум без него. И ме има кренато психотерапијата која ја добивам овде. Од кога почнав со Наташа да работам,
Си реков еднаш за секогаш ова да се заврши и секој да оди по својот пат. И еве, дојдов до стан и до работа и понатаму ќе се борам за да биде подобро. Ми се смени животот кога влегов на работа. Сакам парите да ги потрошам за децата, да можам да ги школувам, да ги ранам, да учат, да имаат облека, а не на него за да ги троши за пијање. Најголемата сатисфакција чувствувам кога ќе видам повторно слободата кај жената, кога ќе видам дека започнала да функционира во склад со себе, дека се грижи за своите потреби, се грижи за тоа како се чувствува, повторно функционира во општествен контекст, почнала да оди на работа и така натаму. Për në fund, kam një mesazh për të gjitha gratë, ti mundesh, ti vlen, ti meriton më shumë.